Се случи и ова. Opel е сега во владение на PSA, но тоа не значи дека ќе биде во втор план. Еден од новите модели на Opel во оваа година и е Grandland X. Екипата на Автомагазин веднаш после франкфуртскиот шоу имаше шанса да присуствува на тест возењето. Именно ние бевме први во светот што го возевме Grandland X со независен надворешен дизајн во однос на донаторот Peugeot 3008. Ова возило може да пружи добра партија што се однесува до возењето, но и до ужитокот. Со многу повеќе самодоверба и оптимизам, Opel се впушта во новата авантура наречена Grandland X. Растечкиот пазар на спортско корисни возила од една страна и превземањето на контролата од групацијата PSA од друга страна го исфрли во преден план прагматичниот пристап кој долго време се применува во автомобилската индустрија. Новиот модел покажува дека место под сонцето има за сите, но колкава количина на топлина ќе абсорбира поединецот ќе зависи од снаодливоста и правилното позиционирање. Прелевањето на капиталот и собственоста е нормална работа во економијата. Поминаа неполни 3 месеци од трансферот на Opel од GM во PSA, а на пазарот ни пристигна Grandland X, второто спортско корисно возило кое е развиено во соработка со новите собственици. Субкомпактниот Crossland е представен врз основа на Peugeot 2008, додека популарниот 3008 е донатор на адекватниот представник на Opel во поголемиот C сегмент. Со 4,48 метри, Grandland X е долг, повеќе или помалку, како и останатите конкуренти. Сакајќи да покаже дека се уште сериозно размислува на иднината под раководство на француските собственици, Opel се потруди да се покаже во најдобро можно светло. Иако со стриктно определен маневарски простор, сепак успеа да покаже дека е способен да направи сериозен производ. Со потполно независен дизајн кој јасно ја отсликува естетската форма на руселскајмската марка, Grandland X се наметнува со дискретна, но впечатлива појава. Нема ниту најмала најава на светкавата и претенциозна надворешност на Peugeot 3008, што мене лично и ми се допаѓа. Насекаде е забележлива флуидноста на линиите кои ама баш со ништо не се поставуваат чаламџиски. Потенцирани се модерните решенија како што се LED осветлувањето, истакнатата предница и заден дел, но сето тоа остава впечаток на смиреност и чудна привлечност. Доследноста е запазена во интериерот каде е задржана класичната функционалност позната за Opel. Да бидам искрен, очекува внатрешниот дизајн да поприми некои елементи од донаторот. Иако Grandland X располага со голем централен дисплеј осетлив на допир на кого се истртуваат сите функции на автомобилот и навигацијата, сепак дизајнот на внатрешноста може да се окарактеризира како класичен или по принципот на старата школа. Тоа се покажа како делотворно по прашање на ергономијата и внатрешниот простор. Имено седењето на возачот е одлично, додека на останатите места за голема пофалба. Дури е одвоено 514 литри за багажникот, чие отворање и затворање може да е преку фотосензор. Комбинациите во интериерот се бројни, а за пофалба е нивото на завршната обработка и изборот на материјалите во внатрешноста, каде доминира ултрамодерната PVC пластик. За движење на самиот почеток на продажбата ќе се грижат два мотори, веќе погодувате од PSA. Бензинскиот е со зафатнина од 1,2 литри и 130 коњи, додека дизелот има 1,6 литри и 120 коњи. Тој може да се комбинира со мануелен и автоматски менувач. За хибридната верзија, која ќе има електропогон на задната оска, се уште е рано да се зборува. Најверојатно ќе се појави на пазарот заедно со електронската контрола на однесувањето на погонските тркала IntelliGrip, кој располага со 5 предпрограмирани подесувања. Тест рутата се состоеше од интересен избор на патишта на кои можевме да ги оцениме манирите на Grandland X. Првенствено тој е наменет за возење на асфалт, а повисокото растојание од тло е направено од естетско-функционални потреби. На неасфалтирани делници однесувањето е добро, а на асфалт повеќе од задоволително. Прво седнавме зад воланот на верзијата со 3-цилиндерскиот 1,2 литрен турбобензински мотор, кој на прв поглед делува недоволно за 1,4 тони тешката каросерија. Секој поминат
километар возење скептицизмот кон овој мотор бледееше за да исчезне на крај. Иако мал позафатни на неговите 130 коњи и вртежниот момент од 230 ньютон метри кои се добиваат при 1750 вртежи во минута, се покажаа како добитна комбинација. Работи тивко, без поговор, изгорена се е економичен. Верзијата која ја возев имаше 6 степен мануелен менувач, а во портфолиото постои автоматски со исто толку степени. Доколку се вози култивирано верзијата со мануелен менувач, тогаш потрошувачката не се искачува повисоко од 6,8 литри. А во циклусот јас претерував искористувајќи ги германските автопатишта да постигнам што поголема брзина и да го задржам темпот. Неочекувано лесно се достигнуваат 160 км на час и за малиот мотор не е проблем да го одржува тоа темпо. На крај просекот на потрошувачката покажуваше 7,8 литри бензин, што според мене е штедливо во однос на темпото со кое возев. Да не биде запоставена дизелската верзија од 120 коњи и 300 ньютон метри вртежен момент, се погрижи верзијата со 6 степен автоматик. Во догледно време, можеби на почетокот на идната година, доаѓа верзијата со 8-степената автоматска трансмисија, со што ќе се заокружи понудата. Комодитетот на возењето што го пружаат автоматските менувачи не треба посебно да се опишува. Чувството на лежерност за одправувачот, лесното менување на преносите и ниската потрошувачка, искажана во апсолутна бројка од 6,4 литри, е повеќе од прифатлива. Grandland X наскоро ќе биде достапен за домашните поклоници на Opel. Презентираната цена важи за германскиот пазар. Она што може да очекуваме е да биде поевтин од технолошкиот близнак Peugeot 3008 со адекватна опременост, но не затоа што верзијата на Opel е инфериорна во квалитет, туку затоа што ја нема дигиталната инструмент табла и комплицираната за изработка централна конзола, елементи кои дополнително ја креваат цената. Несомнено дека Grandland X ќе земе дел од колачот на нашиот пазар, не поради позицијата на Opel, туку поради тоа што е производ кој ги исполнува стандардите на автомобилската публика.